Преку оваа видео имаме за задача да другаруваме малку со математика, односно нашата денешна настана содржина е месни вредности кај цели и децимални броеви. Се надевам дека ова веќе ви е познато, меѓутоа на овој час ќе поработиме малку со поголемите броеви, односно броеви до милион. Цели на денешниот час е да знаеме што представува секоја цифра во 5-цифрен и 6-цифрен број, да разложуваме броеви до милиона, илјади, стотки, десетки, единици и да ги разбереме децималните записи со десетинки и стотинки во одреден контекст, например должина. Потребни средства и помагала за денешниот час е тетрадка и прибор за пишување. Најпрвен ќе започнеме со еден цел број, односно бројот 56.281, да го запишеме во мрежа за внесување на вредности од единици до милион. Во следнава табела ги имаме внесено веќе месните вредности на броевите од најмала до најголема, односно од единици до милион, и го имаме внесено бројот во табелата. Да видиме каква вредност има секоја цифра во бројот 56.281. Исто така забележувате дека кај месните вредности скратениците ги пишуваме со големи печатни букви. Па така да видиме каква вредност има секоја цифра, односно цифрата 5 има вредност на десетки илјади, цифрата 6 има вредност на единици илјади, цифрата 2 има вредност на стотки, цифрата 8 има вредност на десетки и цифрата 1 има вредност на единици. Доколку бројот 56.281 го запишеме во развиена форма, ќе добиеме 5 по 10.000 плюс 6 по 1000 плюс 2 по 100 плюс 8 по 10 плюс 1 по 1 е еднакво на 50.000 плюс 6.000 плюс 200 плюс 80 плюс 1. А читаме 56.281. Како вежба 1 имаме да ги запишеме месните вредности на цифрите со црвена боја во следниве броеви. Броевите веќе ги имаме дадено. Вие имате за задача да си ги препишете во тетрадка и покрај секој број цифрата со црвена боја да обележите каква месна вредност има. Одговор на вежба 1. Во бројот 52.426 цифрата 2 има вредност на единици илјади. Во бројот 65.091 цифрата 0 има вредност на стотки. Во бројот 8.721 цифрата 1 има вредност на единици. Во бројот 62.093 цифрата 9 има вредност на десетки. Во бројот 42.769 цифрата 9 има вредност на единици. Во бројот 18.752 цифрата 1 има вредност на десетки илјади. Во бројот 80.503 цифрата со црвена боја има вредност на единици илјади. И во бројот 708.264 цифрата 7 има вредност на стотки илјади. Покрај целите броеви во секојдневниот живот се среќаваме и со децимални броеви. Па така, можеме да кажеме дека еден ученик е висок 132 см или 1,32 метри. Во првиот случај сме искористиле цел број, додека во вториот случај сме искористиле децимален број кој што во себе содржи децимална запирка. Да видиме колкава е месната вредност на секој од цифрите во дадениот децимален број. Исто така имаме табела, каде што ги имаме месните вредности за еден децимален број. Во овој случај имаме десетки, единици, децималната запирка, десетинки, незината кратеница и стотинки и незината кратеница. Забележуваме дека десетинките и стотинките ги запишуваме со мали печатни букви. Па така, цифрата 1 има вредност на единици, цифрата 3 има вредност на десетинки и цифрата 2 има вредност на стотинки. Оно што треба да го запомниме е дека десетки и десетинки се различни работи и дека стотки и стотинки се различни работи. Во развиена форма бројот 1,32 ќе го запишеме како
1,32 е еднакво на 1 плюс 0,3 плюс 0,02. Од досега кажаното можеме да извлечеме еден заклучок, односно, во децимален број, цифрата што стои веднаш за децимална запирка има вредност на десетинки. Во децималниот број, цифрата што стои на второ место за децимална запирка има вредност на стотинки и останатите месни вредности на цифрите што стојат пред децималната запирка имаат вредности како и цифрите кај целите броеви. Вежба 1. Да ја одредиме месната вредност на цифрите во сина боја од следниве броеви. Забележувате дека веќе имаме дадено децимални броеви. Броевите ќе си ги запишете во тетрадка и покрај секој децимален број да ја запишеме месната вредност на цифрата во сина боја. И вежба 3. Запиши ги следниве броеви како децимални. Број што во себе содржи 6,7, под Б. Број што во себе содржи 12,9, број што во себе содржи 25 стотинки и број што во себе содржи 5 десетинки. Одговор на вежба 2. Во бројот 0,54 цифрата 5 има вредност на десетинки. Во бројот 0,55 цифрата 5 во сина боја има вредност на стотинки. Во бројот 0,56 цифрата 0 има вредност на единици. Во бројот 7,93 цифрата 7 има вредност на единици. Во бројот 7,94 цифрата 4 има вредност на стотинки. Во бројот 7,95 цифрата 9 има вредност на десетинки. Во бројот 12,09 цифрата 1 има вредност на десетки и во бројот 213,7 цифрата 2 има вредност на стотки. И одговор на вежба 3. Број што во себе содржи 6,7 ќе го запишеме како 6,7. Број што во себе содржи 12,9 ќе го запишеме како 12,09. Број што во себе содржи 25 стотинки ќе го запишеме како 0,25 и број што во себе содржи 5 десетинки ќе го запишеме како 0,5. Домашна работа. Секој од следниве броеви што се дадени во задачата, запиши го во табелата според барањето, односно цифрите на дадените броеви да ги запишеме на соодветно место. Дадена е табела со месни вредности, вие само треба да ги внесете цифрите од дадените броеви на своето место. И задача број 2. Запиши ги следниве броеви, односно децимални броеви во табела за месни вредности како во примерот. Односно, бројот 0,7 веќе го имаме внесено како пример, цифрата 0 ја внесуваме на местото на единици, а цифрата 7 ја внесуваме на местото на десетинки. Останатите броеви ги оставаме за вас. Се надевам дека ви помогнав да ги разликувате целите и децималните броеви и нивните месни вредности. Ви благодарам на вниманието.